Благодарам, Маре, навистина имаме прекрасна атмосфера овде во Зоолошката градина во Скопје, двојна радост, како што кажа и ти, првиот роден ден на гивончето Мики, но и раѓањето на пингвинот, загрозениот вид Хамболт. Тука заедно се со нас негователките на Мики, кои всушност го израснаа оваа цела година, Зира Бекировска и Билјана Бојчевска. Зира, ќе започнам од вас. Мики денеска слави една година, веќе тука ја гледаме и тортата што сте ја подготвиле за него. Како започна неговата приказна и како траеше целата негова грижа во овој изминат период од година дена? Кога се роди Мики бевме престрекни, пошто цело време нели со мајка му го гледувала она. После тоа кога го отврли веќе, тогаш почне и она тажна приказна да кажам, меѓутоа со среќен крај. Како реагираше Мики на вас? Како реагира воопшто? Како ве гледа вас? Па не знам, може би ко втора мајка, пошто постојано бил 24/7 со мене. И буквално цело време со мене спиеше, со мене се будеше, нели цело време јадеше, меѓутоа тука се и колегите кои многу помогна, ама јас сепак му бев изгледа најмил. Така. Билјана, и вие паралелно заедно со Зира се грижевте за Мики. Како изгледа грижата за мајмунче, особено кој е вака доста баш овде на работа како зоонегователка? Па значи си бара посветеност, како што кажа колешката. Значи да се бајле кога доаѓавме наутро, прво влегувавме да видиме како е он. Потоа следеше, пошто еден период носеше пелени, значи му менувавме пелени, го храневме со млеко, затоа што периодот кога го одби мајка му, он се уште цицаше. Значи до 11 месеци пиеше млеко, после тоа почнавме со исхрана постепено. Значи му дававме сам да проба, па ние го храневме. Сега веќе е самостален, значи си ја зема храната сам, со тоа што наутро му даваме ние по една банана и пред одење околу 16 часот исто уште една банана јаде. Во меѓувреме си јаде самиот доручек и ручек. Така, Мики гледаме дека доста е хиперактивен. Како е во текот на денот, како реагира? Сега ли е вака заради ова снимање или? Не. Како што го гледате сега, така и во текот на целиот ден заедно со сестра му, значи веќе е весело, палаво мајмунче, они по природа се и такви дружелюбиви. Значи кога ќе види деца, сака да изреагира на нив, се радува. Па обично се така. Весели мајмунчиња, не се агресивни, сега сепак се со нас по цел ден, али мислам дека и према другите би се понашале така. За денеска е закажана роденденска забава од 12 часот, пајде да ги поканиме нашите гледачи кои сакаат да бидат дел од првиот роден ден на Мики. Ги покануваме сите гледачи, сите посетители, бидејќи има он многу посетители. Еве денес си направивме со колешката торта, специјално за него, со таа храна што ја јаде он. Значи тортата е составена од ориз, банани, јаболко, морков, некоја друга декорација малце направивме вон неговата исхрана, али сепак мислам дека ќе биде интересно за децата и весело. Еве имаме и бомбончиња, значи за најмалите посетители ќе има како подарок. Така, тоа е бомбончињата за Мики. Да. Како што кажа, во 12 часот. 12 часот, да, сите посетители што ќе дојдат, ќе го видат Мики, ќе видат тортата и ќе добијат по еден подарок за секој дете. Бомбонче, заедно со нас е и зоонегователот Војо Иванов. Војо, имате и ново бебе, пингвин. Колку е значајно ова раѓање за заштитата од видот Хамболт? Во суштина, само да се надополнам на колешките, исклучителна работа завршија. Зира беше онаа која што 8 месеци комплетно се посвети на огледување на мајмунчево. Идејата на спасувањето на ова не е да направиме ние некаков папет, за да можат гледачите да го доживеат ова дека може да биде и по дома кај нив и дека може да биде домашен миленик. Ќе се изнагледаат мајмунлаци во ова вклучување. Значи, тоа дефинитивно не е домашно милениче, нека не доживуваат така. Идејата на целово спасување или одбележување на роденденов е да кренеме авернес дека сепак приматите, мајмуните не се домашни миленици. Во тоа сме
децидни. Она што можеби мораше ние да асистираме беше фактот дека нивните родители, односно и не се многу добри родители, па мораше да асистираат колешките токму во нивното одгледување. Збориме за Делфина и за Мики и веројатно, иако звучи можеби малку како симпатична приказна во моментов, за нас среќен крај ќе биде доколку тие понатаму продолжат во заштитата на видеот и доколку се вклучат во програмите на ЕАЗа, како би помогнале да го зачуваме истиот. Пак ќе речам, иако ова го правиме да скренеме внимание повеќе на публиката, целта не би била таа, пак ќе речеме, тоа не е домашно миленице. По однос на пингвините, оваа година веќе по 4-ти пат имаме бебиња и веќе нашето мало јато се зголемува. Сега имаме 2 пилиња, тоа е максималната бројка нели на јајца од пингвин, така што сме многу среќни и горди на тоа. Предходните ги крстивме некако така да звучат повеќе на нешто што доаѓа од Јужна Америка, за да можеме повторно да пропнеме една нота на конзервешн или заштита на животните во природата. Пингвините потекнуваат токму овие нашите од Јужна Америка, па не знам, ги крстивме бебињата чија, гвакамоле и слично, како би ги асоцирале луѓето на некои производи што секојдневно ги конзумираат, а може би и не размислуваат дека на тој начин се одзема природата на токму овие Хамблт пингвини во истата. И да направиме некаква паралела како тие сепак влијаат на овие видови во природата. Војо, колку е важна врската помеѓу негователите и животните во зоолошката градина? Еве претходно од вашите колешки чувме дека Мики всушност нив ги гледа како мајка буквално. Каква е дружбата на вас како негователи тука со животните што ги има? Да, сега јас како лошиот чичко во прилогот, во смисла не можам да речам дека ние би сакале тие да не доживуваат така, иако тоа некогаш и не можеш да го избегнеш. Зера буквално спиеше, живееше со него 8 месеци. Тоа менување пелени во 2 часот по полноќ, во 4 часот са бајле, млеко во 6 часот са бајле. Тоа веројатно сите родители на деца истото ќе го потврдат. Тоа е навистина комплициран процес и веројатно таа врска кога ќе треба да ја раскинеш, а ќе мора, е малку комплицирана и за двете страни. Јас додека се раскинуваше таа врска со Зера, навечер доаѓав за да до некаде го амортизираме тој стрес и на Мики, но и на Зера. Ама пак ќе речам, идејата беше само да се спаси секоја единка, како понатаму ќе помогнеме. Сепак овој вид е загрозен вид во природата и би требало да направиме ефорт, нели, за да се спаси секоја единка. Така, и за крај на нашиот разговор, што би им порачале на посетителите на зоолошката градина? Како тие можат да придонесат за заштита на животните, но и за нивните природни живеалишта? Јас само би посакал да посетителите прво не ги хранат животните, иако ориз, бананче, јаболче изгледа симпатично, тоа не е, мислам, некоја храна која што треба тие да ја даваат, туку негователите се тука за тоа. Да бидат внимателни. Малку е разочарувачки дека публиката се уште кога ќе дојде во зоолошката градина очекува некаква активност. Па вие ќе видите пред живеалиштата луѓе кои што аплаудираат, тропаат, свиркаат, викаат, чекаат некаква интеракција од животните. Мислам, тоа го разбираме, но замислете за викенд кога имаме 6, 8 и повеќе илјади публика, што се случува со животните од другата страна, значи не можете вие цело време како во циркус да очекувате активности, тоа ние не сакаме да бидеме. Фокусирате се на тоа да барем, ако не друго, пронајдете некаква скриена порака, да ги прочитате едукативните табли, да ги едуцирате децата за животните во природа, а ние од време на време да можеме да ве подсетиме како евентуално создаваме некаква емпатија со животните и со природата генерално. Војо, благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро, нека е среќен роденденот на Мики, ви благодариме што се грижите за него. Двојна радост во Скопската зоолошка градина, гибончето Мики слави прв роден ден, но исто така раѓање на бебе пингвин од загрозениот вид Хамблт. Роденденската забава започнува во 12 часот во зоолошката градина во Скопје.